It's time to clap your hands. Во Македонија постојат многу приказни и личности според кои може да се напишат многу книги. Уште од времето, па се до денеска, во секој град постојат урбани легенди кои се препознатливи по нешто. Джентелмени, боеми, рокери, клавери, занечии и така натаму. Во денешново издание на Джентелмен магазин ќе се дружиме со легендата на ноќниот живот во Скопје. Познати сте како Томе Корнер. Так, одамна многу. Што ви носи овој прекар кога ќе се навратите намазат? Прекар со многу багаж. Прекар со многу спомени. Времето кога Скопје живееше на малку другчи ритам, кога ние бевме помлади. Можеби некои млади го живеат градот сега на таков исти начин како што ние некогаш. Мене ми остана по еден кафич кој се викаше Корнер. Кој беше едно од неколкуте места кои го одбележаа градот некаде средина на 90-тите, на едно друго време. Време брзо по распадот на бивша Југославија. Време кога всушност Скопје стана прибежиште и оаза на сите оние кои беа разделени тогаш низ војната на овие простори. Значи една голема дружба, една убава дружба. Време кога се беше другчие, се уште беа идеалите тие кои не водеа, се уште беше небитно дали припаѓаш на некоја политичка опција, не припаѓаш, него беше дали сакаш да се дружиш или не сакаш да се дружиш. Едни многу поубави времења. За моја среќа ми остана, значи, тој прекар или како да го кажам, така да скоро сите ме знаат како Томе Корнер. Без разлика, после тоа сум работел уште неколку објекти. Некад ми се работело, некад не ми се работело. Тоа е вистината, но сепак Томе Корнер ми остана како име и како презиме. Сте биле дел од многу култни места. Можете ли да направите паралела некогаш и сега? Оваа паралела многу често ја слушаме последниве години, на жалост. Значи, мене правење на паралелата не ме радува и не ме прави да се чувствувам некаков херој или супермен. Напротив, дури веќе малку е и заморно да зборуваме како било некогаш и како е сега. На жалост, светоци сме на време кога се менува комплетно идејата за тоа како да се забавуваме, се менува комплетно идејата како да живееме. Значи, ние живееме еден многу повистински живот, тоа е дефинитивно. Животот кој сега се живее, животот во социјалните мрежи многу се разликува од она што се живееше тогаш. Тогаш преди се мораше се да се научи во живо. Значи не можеше да прошараш по интернет па да научиш што вреди, што не вреди, да симнеш музика или да симнеш филм, него мораше да го доживееш така како што е. Значи правење на паралели е многу чудно. И ако ги правиме паралелите, може би некоја постара генерација, генерацијата 50 па нагоре години би не разбрала во правење на тие паралели на дечкиве, на младиве, значи што се под 40 години надоле, таа паралела би им била тотално смешна. Веројатно поголем дел од нив ќе се мислат што овие дедовциве се замишљаат и што они размислуваат.
на наша среќа и на моја и на твоја и на еден одреден круг на луѓе, ние успеавме да фатиме, значи од ново време да успееме да бидеме и луѓе кои делумно ќе живеат по тие социјални мрежи и секако и убавите спомени од некогашното време кое беше на вистинско, па дури и сега да си правиме дел од тоа време да живее заедно со нас. Да. Што представува за вас да се биде джентлмен, поимот джентлмен? Поимот джентлмен, тоа е многу дугачка тема, ќе ни треба 3 емисии. Еве, првин ставот према девојките, према жените. Значи, джентлменски ќе кажам дека сум во брак некои си 5 години, во врска нешто малку повеќе од тоа. Не сум дозволил никогаш да не однесам кафе во кревет секој утро. Не сум седнал да јадам ни еднаш без неа. Тоа е дел од моето джентлменство. Джентлменски за мене е секогаш да го отстапам по убавото место за девојки. Джентлменски за мене е став према другарите и животот, према работата да не правиш хвалоспев за себе, не се фали самиот, него да направиш да делата зборуваат за тебе. Да. Джентлменски е да по мене и ден денеска да најдам довчаник да го вратам. Значи, джентлменски е да, иако може би сум во сообраќајот во право, да дадам предимство за тој кој може би брза или може би во момент се збунил и сгреши. Значи, джентлменството се носи во себе. Джентлменството е, мислам, во постарите години поизразено и повеќе ќе дојде до да се види, затоа што си посмирен. Джентлменството е една смиреност и пуштање малку предимство на другите, во секој поглед и во секој сегмент. Има ли разлика помеѓу джентлменот и боемот? Секако дека има, и не секој боем е джентлмен, и не секој джентлмен може да биде боем. Значи, може би боем и бон виван би било поблиско, него ли да се каже со джентлмен. Боем е начин на живот, боем е систем на живот. Исто така како што и джентлмен, систем на живот и начин на живот. Боем значи дека сакаш голем дел од животот да го поминеш со пријателите, со другарите, чашка добро пиење, 2, па и 3. Секако не пропагирање на алкохолизам. Боемството значи да сакаш да се храниш добро. Значи, се тоа е секако дел и од джентлменството, што може би джентлмените се често пати и презафатени за да би можеле да се дозволат да колку време посветат на убавиот живот. Секој случај преклопено едното со другото. Кои се најголемите вредности кои ги почитуват и цените? Па нема да кажам што почитувам и ценам, ќе кажам што не сакам. Не сакам ароганција. Не сакам ситни измами. Не сакам луѓе кои се секогаш со мислата да извлечат некаква корист. Значи, цел живот сум го поминал со широко отворено срце, со желба за дружба, секогаш сум пробувал да бидам максимално искрен, колку што сепак живееме во чудно време, да бидам максимално искрен, максимално да бидам отворен и по мене ти дадо одговор, мислам. Значи, преди се некаква искреност во дружбата и некакво джентлменство. Управо некакво джентлменство. Самото по себе. Сите знаеме што носи зборот джентлмен. Джентлмен, така. Според многубројни истражувања, голем дел од мажите веруваат дека кодовите за машкост се променети во последните 10 години. Денеска мажите ги прават секојдневните домашни работи, исто како и жената, што не било случај во минатото. Се грижат за своите деца, исто колку и нивната мајка. Да се биде маж не е толку популарно како порано. Во последно време, се повеќе сме сведоци на мажи кои сакаат да поминуваат време во кујната. Многу джентлмени имаат посебна страст кон готвењето и тоа им причинува огромно задоволство.
Кога за некого ќе слушнете дека е гастросексуалец, се мисли на една цела нова генерација на мажи. Иако овој збор се уште не е официјално признат во светскиот речник, сепак асоцира на тоа дека мажите денеска поинаку гледаат на готвењето и на нивните навики. Гастросексуалци се мажите од 25 до 44 години кои што живеат активен животен стил, патуваат низ светот, вредни се и уживаат во готвењето. Главните виновници за ова се Џејми Оливер и Гордон Ремзи. Нивната слика за нормални, модерни мажи, кои не се помалку мажествени за тоа што готват, ја претвори перцепцијата кај другите мажи, кои сега готвењето го доживуваат како мачо активност во која можат дури и да го изразат својот надпреварувачки дух. Мажите кои готват се многу попривлечни за жените отколку оние кои не знаат. Дури и оваа нивна вештина, сега тие ја додаваат на списокот на најпосакувани машки квалитети. Ако во 2020 година вие се уште размислувате дека само жената треба да готви, тогаш дефинитивно не заслужувате една модерна жена. Нема подобар начин да му покажете на некого љубов од тоа да му спремите еден од вашите омилени специјалитети. Постојано сте биле дел од ноќниот живот во Скопје. Не се изморивте ли некогаш од брзиот начин на живење? Па не се изморив заради тоа што сега сите ќе се чудат и ќе се смееш, дури и тебе ќе успеам да те наспеам. Ја почнав да пием алкохол пред 5 години. Значи живеам релативно здраво, релативно пристојно, со добар тајминг и добро си го чувам биоритамот. Значи во одреден час легнувам, станувам како што треба. Долго време, не долго време, него речи целиот живот, фитнес, внимание како се хранам, така да не ме заморуваше целото тоа. Напротив, ми беше интересно. Предизвикот да направиш нешто ново за градот, предизвикот да донесеш нешто ново, предизвикот да направиш ново случување. Значи целото тоа ме држало во добра кондиција и затоа сум се чувствувал можеби незаморен. Друга ствар е што сум знаел да направам паузи. Тоа што изгледа константно, некад имало паузи од 6 месеци, од година, еве сега пред овој последен објект кој го пробувам и го терам како што треба, барем мислам, имав пауза од 2 години. И си давам, значи, помалку одмор, помалку собирање на енергија и да се почне пак од ново со нови сили. Се промени ли на некој начин ноќниот живот во Скопје? Што донесе ново ноќниот живот, а што зема на некој начин? Па, порано имаше помалку луѓе кои излагава и помалку луѓе кои се забавува и помалку луѓе кои беа дел од тој некој ноќен живот. Сега е тоа, градот е пораснат. Значи, целото тоа е сега малку пошироко. Имаше многу помалку места за излагање, многу помалку места кои беа битни да се биде виден. Сега на вистина Скопје има прекласни локали, не само Скопје, него мислам и цела Македонија. Има убави локали, многу нови момци се влезени во таа работа и се трудат и Скопје не е град од кој би се срамеле и кога ќе ни дојдат гости да ги поминеме сите тие убави места. Значи бројноста на местата е првото нешто, а второ и многу повеќе публика која искача. Од друга страна, можеби малку сме внимавале повеќе на музиката, сега можеби малку таеш некаква шум музика или јас секогаш бирам како ќе кажам, не сакам ништо да навредам, значи секој со својот ниет, секој со својот ум. Не секогаш ми се допаѓа лично на мене, често наоѓа на критика од одеден круг на луѓе. Значи разликата и не е некоја голема, сем по бројноста на местата и по бројноста на публиката која искача да се забавува. Музиката е составен дел од вашиот живот.
уживате во музиката? Каква музика слушате сега? Значи, буквално слушам се. Ако кажам дека има 30 песни од тој најизвикан турбо фолк, па до тоа дека децата ми заспиваат со африканска музика и со реге, значи тотално немам лимит. Значи никаков лимит. Зависи моментот, зависи денот, зависи расположението. Не сум врзан за некоја одредена музика, некој одреден жанр. Да. Знам да се насмеам самиот на себе си ако некогаш им се посмевам на тие кои слушале Аба, дека сега знае Аба да ми направи да го почувствувам сентиментот. Така. Знае да ми врати некои спомени. И баш со тоа почна и затоа и немам никаков лимит во слушање на музиката. Сакам се. Да. Кој ви е омилен пијалок? А денес сакам да се напијам една-две раки. Летно време шприцер и навечер виски. Не премногу. Значи не сум си дозволил да бидам алкохолизиран, пијан, Да. одземен, како год сакаш кажи го народски. Внимавам дури и ден денеска со тоа. Значи неколку раки, неколку виски и тоа е се. Фактички, па дури ни за пиењето те гледаш, малте не набројав се. Да. Умерено, зависи од денот. Не сакам модерни пијачки, не пијам водка, не пијам джин тоници, не пијам некои пиења кои сега се може мешавини, да. Баш така. Како Томе се релаксира во текот на денот? Мене денот ми трае едно 72 сата. Значи на сите им трае 24, мене ми трае 72. Спијам многу малку. Спијам неколку часа во 24. Зафатен сум многу околу клинците и се трудам да бидам и релативно посветен татко. Кога работам, знам да работам и да изгорам во работа, значи да работата ми трае и 10, 12, 15 сата да биде на нозе. Се уште уживам во тоа да ги пречекам сите гости. Многу често знам да постужам, многу често знам да се најдам во кујна. Наутро набавките кои треба да се направат за денот, сега во ресторанот или ако е дома, за дома, готвење на храната. Углавном готвењето на храната сега веќе почиња да ме релаксира. Посебно кога има музика у селото. Тоа, значи, нешто кое нема да ме замори никогаш. Дури да сум 10 сата на озема да се Дали чувствувам. тоа дојде со годините или од претходно имате љубов со храната? Пробувам сега у задње време и тоа да се сетам. Значи, многу одамна имам желба за готвење и многу одамна готвам. Значи, збориме дека сум почнал да готвам пред некои 20 и кусур години. И тоа затоа што сум манџија. Затоа што сум зависник од убава храна, затоа што сум зависник од вкус. Значи, не ми е мене битно само да се изнајадам така колку да сум се изнаел, него сакам да тоа што ќе седнам да јадам, да тоа биде сето спремено како треба. И бидејќи наоѓав мани и замерки, почнав да спремам сам и нормално сега сум јас на мета на тие кои сакаат да ми најдат замерки, да ми најдат мани и да се трудам да секогаш биде тоа се подобро и подобро. Кој е најомиленото јадење кое сакате во спремата? Па дефинитивно месо. Значи сите типови на месо, од припрема на месото, значи какво парче на месо ќе одберам, до тоа како ќе биде сготвено. Дали ќе биде печено, дали ќе се измаринира па да биде спремно за наскара, дали ќе направам амур, односно смеса за плескавиците. Некако е вржано околу месото и лукот. Составен дел, мислам, денеска не јаде лук само заради тебе и да не осетат гледачите, инаку речи се во сите јадења лук, секогаш зависник од тоа е. Без кој 5 работи не можете во текот на денот? Па не можам без децата, не можам без музиката, не можам без тие 2 раки, да кажеме. Не можам. Можам, али се задоволство. Да. Тоа е убавината на денот. Не можам без да сготвам.
Често пати знам да сготвам за сите останати, па дури да не го пробам јадењето, али да гледам како други уживаат во тоа. Сакам кога ќе поминам малку и по социјалните мрежи. Нови рецепти. Твитерот ми е нешто каде што наоѓам забави, нешто каде што наоѓам, да кажеме, прибежиште на моменти. Постои ли нешто што може да ви изнервира? Многу тешко се нервирам. Значи, изузетно имам прагот на толеранција ми е на екстремно високо ниво. Знам да бидам, на жалост, пргав кога веќе ќе ги помине сите, границата. Кога ќе се помине границата, онда сум белја и за себе и за сето останато околу мене. Ме нервира нечија ароганција, ме нервира лошо сготвена храна кога пробуваат да ти дадат нешто така, ме нервираат силеџи. Се ограничувам, значи што помалку ствари да допрат до мене, што ми можеле да ме одведат во ситуацијата да бидам изнервиран и да не бидам така како што треба да бидам. Со многу трпение за децата, што е најбитно. Браво. Тоа е. Океј. Разликата помеѓу джентлмен и останатите е во деталите. Вашиот стил отсетува на бунтовник. Човек кој го кажува на што го мисли. Се сметате ли себе си за бунтовник? Па не за бунтовник. Може би сметам само за човек кој не пати од величини, човек кој не пати од авторитети, човек кој ќе го каже на што го мисли. Може би не грубо, може би не дрско, како што алку и тоа ми е мене вулгарно денешно време, демек ја кажувам све во лице, ја кажувам све во фаца, ја кажувам све, тоа е малку и претерано. Секако и кога кажуваш нешто, тоа е само твое мислење за вистината. Вистината не секогаш има едно лице, може да има и 100 и 500.000 лица. Како год завртиш, не би се нарекол себе си толку бунтовник, колку што човек кој имам свој пат и своја замисла како треба да го терам животот. И човек кој не може да се, јас не можам да се натерам себе си да направам нешто, не сакам да го направам. Значи без разлика дали тоа ќе ми донесе некаква корист материјална, ваква или онаква, никогаш нема да направам ништо што ќе се коси со правила кои многу давно сум си ги поставил и правила према кои се раководам. Да. Кога би ги вратили годините наназад, што би промениле кај вас? Ништо. Дали повторно би ја започнале кариерата во угостителство? Значи, кариерата мене не ми била од почетокот во угостителство, била не знам како е зборот на Македонија Entertainment. Значи, многу повеќе била забава, многу повеќе било правење на журки, многу повеќе било да се направи да другите луѓе уживаат, да се направат места кои ќе бидат дел од она што се случувало сегдека низ Европа и по светот. До негдека сум успевал колку што тоа дозволувало. Значи, сепак беа други времења, државата и општеството беа другчие поставени. Има многу нешта на кои сум горд, навистина. Не морам да ги набрајам, тие кои ги знаат, тие кои паметат. По природа на нештата навистина не би сменил ништо, би оставил така како што е. Може би пробал да заштедам повеќе пари. Може би пробал малку повеќе материјална добит за некои постари денови. Али тотално небитно и нерелевантно и ништо што би го сменило мојот животен пат од тој како што бил до сега. Дали сега на животот гледате другачие за разлика од минатото? Па јас станав татко малку подоцна од она што е вообичаено, барем на Балкан. Станав татко на 55 години. Значи, татковството ме направи малку попредпазлив, малку повнимателен. Татковството ме направи малку да не бидам толку оштар и да не бидам толку радикален. Татковството направи да и дефинитивно овој пат се вржам за Скопје.
И сега не сум венчан само за жена ми, сум венчан и за Скопје, бидејќи тешко е да со 3 деца помериш фамилија и да отидеш да ствараш негде кај другде, бидејќи нели сега е тренд да се отиде од Македонија да се замине. Немам големи промени од тоа кога сум бил млад до тоа како сум сега. Може би искуството прави да сум малку посмирен во одредени ситуации и тоа е се. Како ќе го објасните зборот љубов? Што представува за вас зборот љубов? Зборот љубов, прве например не ми е кога станав татко. Бев зачуден дека во ниеден светски јазик емоциите, инстинктот кој го имаш кон децата нема посебен збор, бидејќи тоа не е љубов. Има љубов кон татковината, љубов за другарите, љубов кон работата, љубов кон жените, дефинитивно жените. Да. Едната е главна, но љубовта кон жените никогаш нема да стигне. Љубов е кога сакаш се што имаш да споделиш со некој. Љубов е кога сакаш несебично. Љубов е кога и најдрагите нешта би ги дал на некој што го сакаш. Љубов е кога би го делел своето време со тие кои ги сакаш и кон кои чувствуваш љубов. Љубов е да направиш да им биде нив животот убав, да имате убави негови, да им посветиш внимание и да искажеш љубовта така што ќе бидат насмеани секој момент кој ќе го минат со вас. И за крај да ве прашам, јас и вие, што имаме заедничко со ова вино? Љубов. Љубов. Да Љубов. сте живи и здрави. Да сте живи и здрави вие. Благодарам. Здраво, Вера. Како си? Здраво. Одлично, благодарам, Златка. Ти како си? Супер. Предпоставувам дека во животот имате добиено многу безброј комплименти. Кој комплимент ви е најромантичен? Дека сум духовита. Дека сум харизматична. Нежна. Дека имам очи на срна. Не погрешив. Ете, тоа се така во прв момент што можам да се сетам на нешто што ми е баш онака сладки комплименти кои ми ги давале. Што представува за вас поимот джентлмен? Како вие го чувствувате джентлменството? Па, джентлменството, сега мислам дека некако не доаѓа како со нарачка. Мислам дека джентлмен едноставно човекот или е джентлмен или не се станува. Мислам дека е нешто што мажот го носи со себе. Некој свој стил, по нешто што е оригинален, да е коректен, воспитан, внимателен. И сега, значи тоа може тука сега тоа е некоја си надворешност или може би станува сепак и малку и како за вкус збор, меѓутоа ете јас така сметам дека джентлмените едноставно си или не си и вклучуваат тие некои мали ситни манири кои што самиот маж ги има и тие го даваат тој тој дојам на джентлменство, на чистота има манирите, дали ќе отвори врата или дали е тоа дали е убав збор, насмевка, стил со кој што се однесува, начинот на кој што говори или како се однесува и со околината, не само кон жените, значи воопшто кон околината. Што е она прво што го забележувате кај мажите? Парфемот. Кој ви е омилен машки парфем? Па, уствари е юнисекс, молекул се вика. Супер. Да. Дали е важен стилот на облекување кај мажите? Па, важен е. Мислам дека е важен и дека е една исто, како и кај жените, дека една експресија, едно изразување, бидејќи со стилот на облекување во дадени прилики, мислам дека се праќа и одредена порака. За тоа и за одредени прилики постојат и протоколи како треба да се што треба да носите. И мислам, тоа ми е баш убаво тие джентлмени кои што знаат одлично да се носат и со спортска облека и со костум и во секоја прилика и пригода да изгледаат сосема онака прекрасно и средено и да се во сите тие улоги да се пронајдат себе си. Според вас, дали е важна внатрешната убавина
кај мажот или надворешниот изглед? Мислам дека е еден комплетен пакет. Јас сум за пакет. Ако лично веќе ме прашувате. Секако дека мислам кај мажите дека присебна трешната е многу поважна. Мислам дека за жените се повеќето и прво надворешниот. А мажот сметам дека треба, како претходно што кажав, дека треба да биде културен, да има убав однос кон себе, кон околината, да има почит кон женскиот род, да ги сака децата, да има убав хумор, да е духовит, интелигентен, значи тие некоите така карактеристики, квалитети кои што треба да ги има. Со која особина еден джентлмен може да ја освои Веро Мештеровиќ? Интелигенција, харизматичност и духовност. Кои се според неа вистинските джентлмени во Македонија? Па има, се уште има, од кои што, ајде да не се изгразнам грубо по младите генерации, не мора да значи, од кои што можат и да мажите да видат што значи те некои мали ситни манири, без повод да се направат одредени гестови, не мора стално да биде со повод, вистинските джентлмени тоа постојано го прават. И драго ми е што постојат и во Македонија се уште, и така што ете, можеме да зборуваме. Меѓутоа, јас не би сакала сега конкретно да ги наведам со име, за да не се тоа извади од контекст, али би ги навела мојот татко, мојот брат, мојот братуче Иво Икни, мојата, да речам, најблиска околина, која што ги сметам сосема джентлмени, затоа што уште од детството можам да се сетам дека татко ми во викендите никогаш од пазар не се враќал без букет цвеќе. Сметам дека тоа е една баш убава одлика за еден джентлмен, и дека секој пат кој мајка ми го се однесувал, ја прашувал, се консултирал со нејза, така да ете. Кој е најдоброто нешто што еден джентлмен го направил за Вера? Во ваше присуство? Во моје присуство? Да. Па поддршка. Тешко е да најдете мажи со самодоверба. Јас сметам дека сум да не се изгледам малку габарит, па смислам дека сум дел од јавниот живот и сметам дека баш не е лесно да некој биде во моја околина и треба да се носи, сепак јас сум и родител и мајка и треба некој навистина да се носи со тоа. Значи, што би било тоа што ме праша, значи сметам дека треба да биде доста самоуверен и да ми дава особена поддршка. Ми беше чест да разговарам со вас. Исто и на мене, Златко. И благодарам. Благодарам. Oh, we can be heroes just for one day. Секој може да биде херој од време на време. Но вистински джентлмен е нешто што треба да бидете постојано. Испишавме уште една приказна од Джентлмен магазин. Се гледаме наредната недела.